Може сега да? Да, повелете. Добро, да го компримирам сега во една минута. Само да кажам за ова. Доколку станам градоначалник, прво ќе се направи физибилити студија, ви кажувам дека разговарав со хидроинженери кои што сега во моментот работат на водоводот во Струга и во Охрид. Значи ова не се работи што ги измислувам и ги зборувам напамет, иако сте вие двајцата хидроинженери или не знам, така нели рековте, или технолози. Јас разговарам со луѓе кои што сега во моментот работат на водоводот во Струга и од нив се тие информации. Меѓутоа сакам да кажам, доколку тие кажат дека има недостиг, фала му на Бога, ние сме кандидати членка на Европска Унија и со тоа ќе аплицираме преку европски фондови за изградба на пупна станица за вода директно од Охридско езеро, како што се прави во Охрид кај хотелот Метропол. Втора работа што сакам да ја кажам на кратко. Доколку станам градоначалник, ќе има 3 нивоа на плаќање на вода. Првото ќе биде 3 кубици по човек, значи ќе се направи по секоја фамилија, тие ќе бидат за најефтините, за најсиромашните граѓани и за пензионерите. Втората група ќе бидат со малце зголемено, кои што ќе плаќаат малце поголем надомест, и третата група се оние енормни потрошувачи кои што ќе плаќаат енормно висока цена во општинската каса. Од друга страна, тоа ќе ми овозможи со тие пари да ги субвенционирам, односно гарантирам дека најсиромашните во Струга и оние со најниските пензии нема да плаќаат сметки за струја, за вода. Социјални пакети практично што може тоа ќе биде помошно затоа што ние како Република Македонија сме социјална држава и Струга мора да биде социјална општина и да мислиме на најзагрозените. Може